Здраво, другари! Здраво, криптореволюция! Денеска решив да се уклучам. Немаше много поръки да се снима за некој нов коин или токен, али мило ми е дека толку много луѓе ми пиша коментари кои што инвестирале и биткоин на од $23,000 па нагоре. За Ethereum немаше толку многу. Највеќе имаше за биткоин и за Cardano. Имаше и доста за Star Atlas кои успеа да го купат на 0.08 кога беше. Другите, например, имат профит кои што има го купено на 0.33, 0.36. И сега си направија корекција, го купија на 0.10 и на 0.8. А дури има и луѓе што уште го купуваат на 0.16, на 0.15. Македонците почнаа конечно да симнуват фантом волет, да се снајдуват и да си трупат и од Star Atlas на мали суми, али сепак символично да имат различно портфолио. Мило ми имам еден комшија еден ден, ако сака да се каже кој е, кочанчанец. Мило ми е дека неговата скромна заштеда, фактички луди пари за македонски услови и колку се има намачено, типо од кочења по Скопје се мачи цел живот. Стварно работлив дечко и вреден. Сега не може да кажем кој е, здрави ако сака. Мило ми е дека добил инспирација, некоја девојка кажала за мене, он провере што зборам на интернет, купи си биткоин и Ethereum, а најголемиот процент му е у Cardano, до сега е на многу добар профит и да се надејам дека ќе успее у Скопје да си купе некој негов објект и да си почне, сега не може да кажем шо, пошто на многу луѓе може ќе и текне, да си купи негов објект и да почне да се инвестира. Да си купи негов објект и да почне да работи без да плаќа кирија. И ти таа пара што ќе заштеде, здравија улезел у крипто и ќе успее да речеме и повише да се шири низ Скопје. Едва чекам кога си до Македонија да ги запознавам сите кои што се ме послушале и се трупале сите овие години и се на многу добро профит. Мило ми е, само чека да проверам да не е исклучен. Добре, микрофонот работи. Пошто вчера имав некои проблеми со самиот микрофон. Купив новиот не го биваше, врнав се на стариот за некој чудо почна да работи. Сам не имам кој знае колку стар. 3 години е, преходниот беше постар, ама тај останал у Мајами. Другари, биткоин не може да пробие, барем да стигне до 100,000. Ја најискрено да ви кажам, мислев дека ќе стигне 100,000 и сите тие што играат леверидж ќе ги разцепеше, ќе ги собереше парите и ќе идеше 105 или $110,000. Добро, 110 многу, ама барем ќе отидеше 103,000 или $105,000 нагоре само да ги исплаши. Мислев дека така ќе се случи. Мада се случија драми со Украина, со нови Русија нон-стоп, мислам дека рекордна бројка на дронови и на ракети удрија по нив. Другари, за 24 часа 72 милиарди, многу пара е тоа. Значи големите корпорацијски гиганти улават. Ние сме моментално на маркет кап на 3,3 трилиони, другари. Луѓе, 3,3 трилиони. Јако го лезов пред 11 години, фактички, ама не можев да најдам нели пари, па може да кажем дека веќе 10-та година дојдев до некој пара у Мајами, од една година бев у Джерси. Значи 10-та година више почнувам мој пари да уложам, пошто никој не ми веруваше. Тражев големи инвеститори на $5,000 на $10,000 што имат да направиме заедничко портфолио. Они да инвестират од мене информацијата, ама македончето е светлосни години назад, разбираш. И мило ми е што него направија тоа. Еве сега денеска си работат, срекни се. Да си работат од сабаре до вечер до 62, ако тоа ги прави срекни, да се уживат. Ние тие што сме за крипто, додека не се имплементирала оваа револуција, кој направи пари направи, кој го научи што побрзо ќе знае натаму и да флипа, натаму ќе знае и да трейда, ќе знае и у бер маркетите да дојде до нови коини, виши кога оваа технологија е запознал како иде. Значи ќе знае, например, кои се биткоин, Ethereum и Cardano, кои се злато, сребро и бронза што се вика,
што е технологии, полесно ќе знае у мал дел од портфолиото да го ставе, да речеме, мојата стратегија зашо никој од моите другари не ми стигнаа, затоа што кај мене беше, например, на $1000, 30% е биткоин, 30% е Cardano, 30% е Ethereum и 10% е тај ризичен токен, например Gala, Axie Infinity, Illuvium, The Sandbox, Star Atlas и ги трупав. Сега направив профит од Illuvium, од Gala, од Star Atlas, од Axie Infinity, ама планирам овај bull market. Illuvium ги виши продадов. Big Time ми остана само уште една земја. Чекай да видим дали ја има тука. Ми остана само уште една земја. А не е тоа. Дека беше, бе? Дека ми отиде... Теате. Значи ми остана само една земја од $2000 и чекай, треба да ја исклучам погрешка тука, пробав да трейдам. Само да не ми е уклучена. Max Supply има $9000. Не, падна на една $258. Што е катастрофа. Ја купив 1800. Чекай да видим дали ми е исклучено. Јас ја купив, не сум логиран, затоа не можем да видам. Треба да се логирам и да тргнам, не знам на која цена сакав да играам, да трейдам, пошто гледам дека прозивам се па. И сега се извинувам, доста се трейда, дека беше за пред 4 дена, пред 5, не, више престанале да се трейдат. Значи $1800 ја купив земјата на Big Time, бев составил една екипа што требаше да играат, али некои работи кренаа по зле со трансфер на некои коини и токени, оден дечко сгреши и ги префрли на непостоечка адреса. Доста солена сума за глави. Не знам дали некој ќе успее да ги врне, погрешка ги прати, не е намерно, погрешка ги прати на адреса која што е на сасвим друга мрежа, или не знам како беше, ги заглави и таа берза, ако ја стае таа мрежа, ако ја надограде, може некој ден ќе ги отклучат, тоа е на Gemini, ама не верувам. Ќе си ги земат за нив, тоа беа некаде $1800-2000, не сеќавам колку беа. Мање битно, грешки се дешават. Не е моја грешка, значи типо не се кајќи од Македонија ги прати на тие токени, ги прати на сасвим друга мрежа, која што требаше да е компатибилна, ама и е, али Gala, па и Gemini, која што е берзата, не ја поддржува самата. И се заглавени таму тај простор. Значи чекам, значи таа Epic Large Space за Big Time се продаваше има 9000 само. Па се прозивам да пиеме пивце едночко, пошо кафе не пијам. Моментално се лекувам со на ден по едно црно пиво. Органско. Пошо мора се пие нешто. Значи $1800 беше, многу големи проблеми има Big Time со трансакции, со чуда, пошо вебсајтот беше катастрофа, од цел свет сакаа да купат, посебно американците. Многу луѓе не купија, многу луѓе играат, али треба страшен компјутер. Страшен компјутер и затоа сакам да излезам. Токени, мокини неам, сите други работи што сум ги имал, сум ги продал на профит, останало уште оваа земја да ја продавам кога се дигне на цена. Ако не успеам да ја продавам 1800, си врнам парите, ќе ја продавам на макар и на 500 и ќе ги изфлипам со некој коин, дали ќе ги ставам у Star Atlas DAO или у Cardano. Мислам дека у Star Atlas DAO многу повише, побрзо ќе ми се врнат, оти уште е доле. Тоа е, значи Illuvium сум ја продадел, Gala требаше се логирам. Gala уште имам, ќе ја покажам у некој друго видео. Сите земји и токените ми стоат за 10 или $20,000. Планирам неја да ја продавам у bull маркетот и ово ми остана. Axie Infinity исто планирам да ја продадам, разочаран сум комплетно. И од македонските геймери и од самата игра многу бавно се развива. Биткоин, да се надевам сега Трамп. Сега иде Black Friday и иде, че само да видам камерата ми се уклучи. Иде Black Friday и идат празници у Америка доста и нова година. Мислам дека американците багимите ќе кешират. Значи не знам дали биткоин ќе падне на 90,000 или на 85,000.
То не знам, пошто зависи колку ќе кешират и престанете луѓе да ми праќате пораки у стило. Пораки да, праќајте ми да прашате нешто, например, у крипто. Ама вие ми праќате, брат, да купам ли за $100 ова, брат, да купам ли за $100, брат, ќе паѓа ли биткоин, брат, то ќе паѓа ли Cardano, ќе паѓа ли Ethereum, ќе паѓа ли Solana. Другари, ако постојат такви канали што ви кажуваат ќе паѓа, блокирајте ги и ги избришете одма. Не може никој да знае, брат, дали ќе паѓа. Че никој не може да знае. Трейдо е на среќа. 90% е на среќа, 10% е анализа. 10% ако верувате анализа. Кој сака нека ми се смее. Ајде ме тие што прават па страшни пари, што се на профит со трейд, па бујрам па да ми пишат у коментари или да ми пратат видео да видам колку се на профит и како трейдат. Кога се провериле геополитика, аналитика за кризни ситуации, како се дојделе до тај трейд. Значи глупости луѓе, инвеститор се учете да видите. Купувате си биткоин, купувате си Ethereum, купувате си Cardano, за 10% се учите по-ризичен некој ќе си најдете. Дали ќе е гейминг, почесто гейминг може да направите пари, пошто гейминг се поактивни. Оние другите да ги погодите, например, како Ripple, Solana, Polkadot, Avalanche, тие се по-тешки малку и треба на сериозни суми да се ударат. Додека гейминг токените стварно може на тие 10% да се направи некој добар трейд, добар гейн, али само секунда, али со биткоин, другари, предпоставка е Трамп кој ќе седне да иде барем до 120, кога ќе Трамп објаве некои позитивни вести, може да отиде и 140.000. И ако е тен некои вести, натаму не ќе ни да фантазирам, ама тоа значи колку повише лита биткоин, толку ќе е подобро за алткоин сезон. Се алткоин сезон не е уште толку експлодирала да рипат по 200, 300, 500, 1000%, затоа што биткоин уште не е застанал. Ово не е застанато. Ово не е. Че биткоин треба да направи на цена од 100.000, од 110 или 120.000, да падне 10 на 20.000 или да почнат скрос да префрлат од другите алткоини и да застане на например, идеале 120.000, падне да речеме застане 90.100 е тамо и почнува да литат алткоините, разбираш. Друго многу луѓе што купија Cardano веќе направија многу добри пари. Само за еден месец е 211% луѓе. И повеќе беше се малку паднало. Значи за 24 сата се инвестирани у Cardano $7,6 милиарди. Што е луда работа. Али за еден месец 211% другари. Значи, кога спомнав еве на 0.35 го дава тука, али ја го спомнав на 0.32 и 0.34. Значи, другари, биткоин кој го беше флипнал, има луѓе, неќе душте да се кажат, да излезат у пораки, да се надевам кога ќе станат милионери, дека ќе излезат, пошто гледам у странство, не со Македонија, нема што се плашат да ги киднапират. Имаш од Германија, и од не се кеам кои други земји беше. Тие што флипнаа по еден и по неколку биткоини, у Cardano, тие луѓе, да се надевам дека не се уште сега кеширали Cardano и да се купиле некои коли и чуда, пошто Cardano ќе оде по моја предпоставка уште многу, барем на $3 да се продаделе, ако не веруват за 4, 5, 6 или 7, дел да се продаделе на 3, и добро, не е лошо да се ваде профит ако не веруват и на оваа сума да ама уште е рано. Али ако тоа и нели ги смирува, да може да онадат, али 210% другари. Поздрав до овие клошерите, брат, дигитално неписмените што вика не сум ништо кажал, на среќа било, на ово било, на ново било. Значи супер другари, одете си на работа, супер и да се работе. Не може секој ово да има живци да го барате. Ама не си губете времето да дремете ке мене у пораки или у коментари или у групата да ми кажуват у мојата група правила, јако требало да зборам, бил сум арогантен, ово, но знаат луѓето, на секој сум врнал порака, на секој сум врнал коментар, што го е дадело, на секој сум дадел совет дали прави грешка или не, на секој и илјадници луѓе ми кажале фала, најдете ми еден македонски политичар
кој што е одговарал на повици, кој што е одговарал на пораки, кој што е одговарал на коментари на илјадници луѓе, на над 10.000 луѓе, да е одговорил минимум, и тие луѓе да се у профит. Таков политичар не постои. Polkadot, откако направи видеото, беше 22% нагоре, сега 19%. Star Atlas за 7 дена е нагоре 23%. Значи, добре, полеко одеме. Сега границата му е 0.16.6, трябва да я пробие и следната му е да стоя на 0.24. Ова му е. Следната граница трябва да задржува да не паѓа под нея и после полека да оде нагоре на 0.36, мислам дека беше. Да оде нагоре на измеѓу 0.31 и 0.39, па полека да качи 0.49, па да се врне колко е бил пред некој месец. Пред неколку месеци е бил 0.62 и после да земе да си граде нагоре до тия суми кои што ја верувам дека ќе дојде. На Twitter, дечки, може да ме додадете, јас сум Крипто Гуги на Twitter, додадете ми, таму споделам доста информации. Значи 1637 следам, 961 ме следат. Тај ми е, не се кјам пред колко време ми, али не го користев Twitter толку многу. Сега почнувам да го користам по-често последните години. Тука ми од 2019 фактички сум почнал да го користам по-често. Значи пинет ми е мај 16 2019 Multiverse и биткоин, другари. На Twitter ми е таа најстарата ово, имам 10.000 постови, ако е тоа што го дава. Чи мај 16 2019 другари на Twitter сум објавил за биткоин. И еве тука газдата, ова е газдата на Star Atlas. Вагнер, може да го пратите на тоа, и играе на GG самито у Филипините. Не, чекай, Филипините ли беше тоа? Чекай, тоа на Филипините ли беше, знаете? Да, на Филипините играе со Кейджи. Они се доста зајадуват тука, брат, која игра е подобра, и Кейджи се фали дека го е победил. Значи, Star Atlas имат и лотарија, не ја препорачувам да играете, подобро да се инвестирате у токено Star Atlas DAO. Значи, еве тука има Star Atlas DAO за 24 сата, има $913,000. Се уложили луѓето што за гейминг игра, што ја нема на ниту една америчка берза голема. $913,000 да се купат само од волити и од помали берзи од Европа е многу добар напредок. Значи нема ја уште на америчките берзи, запомнете го тоа, затоа ли лита толку многу брзо. Играта, еве, има луѓе што се заинтересирани. Чекај да видам што е ствари. Чекај, нем само да ми блокират видеото. Значи често споделувам за Star Atlas, најчесто на Twitter, затоа го користам. Другари, јас извинам, камерите се уклучија да видам само. Знаете, ово е Америка, иако живеам на 15 минути од Сиетл, Бюриен, Сейф Сити, али другари, Америка си Америка, кога се видат камерите, треба да се провере. Иначе е чудото, брат, финтата е треба да се изградат на Star Atlas, зашто толку многу ми се свиѓа. Просек 10 години се прават овакви игри, али граде се мултиверс, ки има илјадници, милиони планети, секоја ќе се направи детално, бродовите си детални, не постои појако NFT од гейминг што е толку јак детал бродо што може да улееш унатре. Може да се види и кревет, може да се види и печки за готвење, и чаши, и чуда, и оружје, соба за спање. Бродовите се во почетна фаза, ќе имат појаки детали. Значи, тоа е мојот Twitter, малку и теорија на заговор со Алекс Джонс и Путин. Тука беше кажал дека ќе нарока со нуклеарка. Еве го самито.
Айде му ударат рестрикция. Тук има доста посетеност на Филипините. Значи луги гейминго си никой ще няма да умре гейминг и затова я на гейминго му давам, за разлика да инвестирам в било каква компания ще ветува чуда. И аз приоритет давам на гейминг токените, си ги бирам и си ги тестирам, разбираш. Но сега нямам загуба, правям пари. Един Axie Infinity трябва да се върна багимите, Axie Infinity тука. И ако ги мразам, поради това, що много бавно се развиват, а можат много по-бързо да се развиват. Другари, сакам да шетам много какви работи да ги гледам, али претерват со тикетите. Претерват там со 1000-2000-3000 долари тикети, хотели, чуда, стварно е скапа да го посетуваш. Приоритет ми е сега Македония да дознае за... крипто и шо по-бързо да улезат у него, да научат шо е флип трейд, да научат шо е технология, шо е гейминг. И мене ми е приоритет македончето да се просветли оваа тема. Како вие луѓе што се просветлени, оти ние немаме ютубери много на оваа тема да зборат, много малку. И у иднина мислам дека наградите ќе бидат у токени огромни, многу повеќе ќе бидат од тоа што сега се дава злато некој си кој што се трейда или скинови. Значи, другари, тука моментот кога Путин удри американците со извинение се беа посрали, мислеа дека нешто кој знае што се случило, дека ги е рокнал со нуклеарка. Многу јако беше. А ово уствари е балистик мисел и тоа Intercontinental Ballistic Missile, ама мислам дека беше забравив точно како беше. Како се викаше другата технологија. Тоа е на мојот... Гледајте луѓе, додадете ми тие што пратите, додадете ми и тука споделувам, разбираш, секоја информација е добре дојдена. Значи, гледајте да пратите се. А ево од Star Atlas на 120 долари се трейдат карактерите. Тие уствари се пилоти, инженери, доктори на бродовите, ова е на 167 долари. Имат и маркет Star Atlas Crew Sales Bot, фактички маркет имат за... Ево е устор, јас сум устор. Роботите у играта, таа класа имам изберено. Еве ги луѓето, ова се продава на 364 долари, ама кој разбира може да трейда, иако може да изгоре стварно, треба ептен да разбира. Ја кажав Star Atlas дава, по-добро е да се држи токено, отколку да се трейда. Бродовите се многу јаки. Ово е пуцачината што ќе се направи. Мислам, она е више скоро готова. Уште се, кажи го, прават други мапи, скинови, оружја. Скоро пак има тест. Тие првите знаат што играа, што ме послушаа, кога на Кики имав, кога ми рече македонците, дека се немате на YouTube, дека требаше, ја на Кики исто имав профил. На Кики имаше околу 150-180 луѓе ме следеа. Геймери, инвеститори и игравме ја пуцачината на Star Atlas. Значи она е поделено у 3 верзии. Значи майнинг сектор, јас што сум улезен со големата флота, што е ризичниот, што е скапио. Майнинг сектор, ова е кажи го пуцачината, слично нешто на Counter Strike. Што ќе дава награди исто. И третата е трки ќе има со вселенски бродови и најдобрите ќе добиват награди. Најдобрите ќе добиват награди, другари. И кажете кој ден ми одговара да се уклучувам уживо. Ама тоа прво најдобро е да купам подобра камера да се уклучам уживо и там да поставувате прашања. За жал играта траже пуцачината и кажи го и трките тражат сериозна машинерија од компјутер. Никош нема да купувате лаптоп и јас морав да купам за тоа што Alien купив, за тоа што нели се селам многу често и не можам да имам десктоп, али у Македонија дефинитивно планирам да правам нешто science fiction gaming соба, што ја уште наредните 150 години планирам сум геймер, така ниту една жена нема да ме и 10 деца нема да ме предомислат у тоа. У Америка ако може да геймат до 100 години, значи ќе можеме и ние у Македонија. Тоа ми е цел. Здравје планираме кога си до Македонија
да се запознавам со Мандар и на неговиот канал малку гейминго, крипто гейминго да го буснеме. Тоа ми е план. Другари, еве вселенскиот брод како личи. Сега може да е слаба графиката тука, оти на Твитер е послабо е видеото, резолуцијата. На колко е стајано? Нема, тоа е максимум е 720 пиксели. Али типчето не знае да возе, не знае и он шо прави. Чекай да најдам некој подобро видео од луѓето тражија. Да, на Сиги. Сиги, ова е еден од китовите на Стар Атлас кој што може да го... гледај го, ова е прави луди видео. Значи, типо највеќе може да го пратите за информации за Стар Атлас. Доста активен, доста објавува за токените, како се движат, доста објавува на која берза ќе става, доста објавува за FTX банкрупт што има и колку продадија милиони Стар Атлас. Значи, другари, овај канал, тие што сте у Стар Атлас, дефинитивно идете му follow и all, сите известувања да ви стигат. Има доста типо работи, добра, многу добра аналитика прави. И според мене, јас верувам дека оваа игра, другари, цел свет после 2026-2027, мислам дека цел свет ќе зборе. Иде многу бавно, многу побавно се прави оваква игра за разлика од денешните, значи у блокчейн многу потешко се прави. Поврзуваат токени, поврзуваат чуда, трансакции. И 10 пати потешко од обична игра да се направи, мада и обична игра оваква 10 години треба да се направи. Овие ќе ја прават 10 години и повеќе, ама се што направат ново одма ќе се имплементира, не е да прават 10 години па да пуштат на маркето, гледат, прават пуцачи, не пуштат, прават нови оружја и скинови, пуштат, прават нови бродови, пуштат, прават нови мапи, пуштат. Дали ќе имат багови грешки не е проблем, ќе ги тестираме, ќе дават награди. Значи тоа е многу поеко отколку 10 години игра да се прави. И замисли си да се пуште и после да ја играете, превртете и крај. Ништо, братче, нема да добиете. А оваа игра, планот ми е македончето да го натерам да се префрле на игри кои што ќе плаќат, ќе има различни мисии. Значи планот ми е уште изработка, ќе биде многу појака графика и многу појако ќе личат структурите. Значи планот ми е македончето да го пресмерам на крипто игри, значи не да играе без пари, туку да играе и да му дават токени, скинови, да му дават скинови што вредат, да му дават NFT што вредат. Значи тоа ми е целта, да ги префрлам сите да играат и да земат некоја пара. Еве ја мапата која што ќе биде новата за мојот дел у майнинг сектору. Значи, ќе биде се појака и појака, значи ово е само почеток. Многу ми се свиѓа на мене, тие што има у Македонија многу луѓе професионалци што играат овакви игри, не ми е јасно, јас еден дечко запознав случајно, многу про геймер, дури играеше у моментот ја играеше играта. Не оваа Стар Атлас, сасвим друга, играеше без пари, предложив му другар зашо не играеш ово, брат, не верувам у крипто оно. Ке се каја тај дечко, знам дека е про, за други луѓе што ги прашав, бил про у ваков тип на игри. Така, другари, мило ми е доста, 30 минути ги гледам по 15 и 30 минути да парам кратки видеа за да ги гледат сите. Значи, мило ми е што каналот полека се враќа. Мило ми е каналот што полека се враќа за 9 дена 146 луѓе сабскрайб се врнаа назад. Коментари, враќа се гледаноста, полека почнуваат да ми отклучуваат работите, ќе ми ја врнат монетизацијата. Само не се плашете луѓе, ставете лайк, ставете коментар, нека има трафик, споделете го видеото, ќе давам награди, да знаете се гледам што се дешава. Ќе давам награди на тие што ќе се најактивни. Значи крајот декември 2025 ќе има награди за тие што се били најактивни со коментари, што споделуваат кај нив, што дават поддршка на мојот канал и на YouTube каналот. Гледајте да се коментарите и да споделувате, да ставате лайк за да се зголемува трафико. Иначе не се плашете, не се прават пари толку лесно на YouTube да мислите. Финтата е да го зголемам каналот за шо повише да се покажува у Македонија каналот
за повише луѓе да го гледат. Тоа ми е целта, додека мене за $1000 да направам на YouTube треба 1 милион луѓе да се ме гледале. И коментари чуда така да 1 милион луѓе од Македонија да ми гледат видео, тоа е science fiction. Без награди никој нема те гледа. Така да лайк, subscribe и коментари споделувајте за да го зголемиме, да може самиот YouTube кој ќе види дека има трафик да го онадува, да го рекламира и да го презентира у Македонија канало на луѓето да го гледат. Кажав ви, декември 2025 најактивните ќе добијат награда соодветна. И тоа нема да биде 1-2, туку ќе бидат многу повише души. Така да луѓе и ќе се запознаеме и лично информации планирам да давам. Поздрав и чао!